Добра вечер, вие сте со 24 анализа. Вечерва во нашето студио гости се Коста Костадинов од СДСМ. Добра вечер. Благодарам на поканата. И Дафина Стојановска, ВМРО ДПМН. Добра вечер и за вас. Емисијата ќе отворам со она што беше тема изминатите денови, со која што власта и опозицијата си упатија серија обвинувања и критики по однос на тоа кои повеќе функционери, односно роднини на функционерите вработил во администрацијата. Се чини дека не делава како да се стиша оваа тема. Ги објавивте ли сите имиња кои што се вработија или имате некој премолчан договор оваа тема малку да се стиша? Костадинов, ќе почнем со вас. Така, значи, најпрви околу непотизмот треба да навистина разграничиме што значи тоа непотизам. Инаку терминот е излезен уште од многу одамна мислам дека од католичката црква, од таму е излезен како термин непотизам, каде што еден од кардиналите го назначува и пропагира да и неговиот внук исто биде назначен за кардинал. Во таа линија, значи, и сега непотизам би се сватило кога одреден раководител, директор, министер во одредено министерство вработи свој близок родина согласно законот за семејство, тоа значи брат, сестра, мајка, татко, близок роднина во истата институција. Во тој дел борбата против непотизмот и департизацијата воопшто на јавната администрација се еден од клучните аспекти кои што го гарантира и планот 18, реформскиот пакет на закони во областа на реформата во јавната администрација. Знаеме дека токму тоа ни боди очи кај нашите пријатели и партнери од меѓународната заедница, особено од Брисел, каде што ни велат дека реформите во јавната администрација мораат да бидат до крај истерани. Не станува, ме прашавте дали станува збор за некаков премолчен договор со опозицијската ВМРО ДПМН. Не, напротив, еве мојот личен став е добро да го кажам. Сметам дека е во ред да бидеме следени под будното око на јавноста. Сметам дека и ВМРО ДПМН како опозиција е добро да кажува на одредени аспекти, да критикува, но во исто време треба да имаме и кредибилитет и чист образ кога зборуваме за непотизам или за партизација на администрацијата. Ние како Социјалдемократски сојуз на Македонија повлековме чекор. Нешто што не е направено до сега во државата, во исто време повикуваме и преостанатите функционери кои што имаат своји блиски роднини вработени под државна капа, да разговараат со нив, затоа што сепак на крајот на денот станува збор за личен чин. Да разговараат со своите најблиски роднини и истите да се повлечат од администрацијата, од земањето на државна плата, да кажем. Но, во исто време, тоа не може да важи само за функционерите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Зошто? Затоа што кога зборувам за департизација, не смееме да го заборавиме 11 годишното владење на ВМРО ДПМН, каде што администрацијата беше преполнета со кадри на ВМРО ДПМН, односно, уште полошо, со блиски роднини на функционери. Знаете како безобразно да зборуваме за непотизам, кога 11 години имавме пример, власта предводена од ВМРО ДПМН и Никола Груевски, каде што премиерот, првиот човек на владата, за прв човек во управата за безбедност и контраразузнавање го назначува првиот браточет. Каде што другиот прв браточет го назначува на функција во царина, колку што се сеќавам. Дополнително, сегашниот лидер на ВМРО ДПМН, Христијан Мицковски. Сега тој зборува за непотизам, а го заборава фактот дека истиот тој Христијан Мицковски на факултет, што и самата Силјановска во една прилика призна дека тоа е многу трагично, бил асистент на неговиот татко. Дополнително, дури бил директор во Елем, затоа што знае јавноста, Христијан Мицковски беше директор во Елем, го има вработено во истата фирма неговиот прв браточет. Што е класичен пример, ако зборуваме за непотизам. Добро е
што антикорупцијска. Да, ќе го отвориме тоа прашање. Куса само да ве прашам, ќе продолжите да објавувате уште имиња? Искрено сметам дека објавувањето на имињата нема да ни сменат ништо ниту нам, ниту вас како медиуми, ниту на граѓаните. Доколку навистина сакаме да ова е добра основа, добра подлога за да тргнеме од нешто. Еве имало непотизам кај ВМРО ДПМН, еве на јавноста и пречи што блиски роднини на функционери и од владеачката партија се во државна администрација и ние правиме чекори. Во исто време повикувам опозицијската ВМРО ДПМН да направи исти такви чекори, доколку зборуваме за морални и етички вредности. Доколку не, доколку сакаме да одиме еден чекор понапред, јас сметам дека суштински важно ни е да имаме системско решение. Веќе се спроведува реформата во јавната администрација, но да не забораваме, не смееме да оставиме да јавната администрација биде дувло на ВМРО ДПМН. Значи, или ќе зборуваме, департизација не значи тргнување на најблиските роднини на функционерите од СДСМ. Ако бидеме искрени до крај пред граѓаните, ајде заеднички да отвориме место за другите луѓе. Или тоа, или нормална оставка од функцијата. Почетокот на обраќањето на колегата Костадинов беше се повика на тоа дека поимот непотизам потекнува од многу одамна, но тоа не значи дека ако нешто не е добро треба да се провлекува и низ години и векови па се до ден денешен. Пример, поимот демократија потекнува од многу наназад, кој како го сваќа и како го практикува. Што се однесува до непотизмот, колега, вие сте сега на власт и велите треба да се донесе системско решение, дека јавноста е разочарана и слично. Впечатокот дека е спласната оваа тема, мислам дека не е, туку може би е ставена во втор ред со оглед на тоа што антикорупцијска комисија веќе се формира, објави список на случаи кои што ќе ги разгледува, на кои што список има вработување и на претходни функционери на ВМРО ДПМН, но разочараноста кај јавноста, кај народот е сега, мислам, поголема, бидејќи за само неполни 2 години владење на оваа владеачка гарнитура, која што ветуваше многу, која што најсилно говореше против непотизмот, против партизацијата на администрацијата, значи за неполни 2 години го повтори токму истото. И народот сега вели, сите сте исти. За само неполни 2 години владење на СДСМ. А СДСМ ветуваше се, само не ова. И најмногу народот е иритиран што овие вработувања се случија на 5 минути пред да се распишат претседателските избори, што овие вработувања исклучиво се случија за членови на блиски од семејствата на функционери на СДСМ, ќерки, синови, сопрузи, сопруги, браќа и така натаму, и не се работи за било какви вработувања, туку вработувања каде што месечна плата е најмалку 500 евра. Зошто некој функционер на СДСМ не вработи своје дете, например, како стручен соработник кој што би земал 18.000 денари плата, или да се прими некаде како волонтер за 6.000 денари. Тука е револтот кај јавноста, ветува спротивно. А сега, во очи на претседателските избори, дури може би има сомнежно тоа секако е работа на антикорупцијската комисија, дали е и прекршен законот за избори, вработувањата, кога се подпишани решенијата и слично. А што се однесува до моралниот чин на колегата Костадинов, за мене кажав и во едно претходно моје гостување, морален чин ќе беше доколку конкретно неговата мајка воопшто не аплицирала на огласот, или во крајен случај доколку колегата си дадеше оставка тој, а не неговата мајка, бидејќи знаеме во случај, например, еве, да му се суди на убиец за извршено убиство, и ако убиецот го признае делот... Какви споредби давате, колешке, ве молам? Ве молам, дослушајте ме. Ма немојте такви споредби. Ако го признае убиството, тоа не значи дека убиството не е направено. Сакам да кажам дека делото е направено, колега, и вашиот морален чин нималку не ви прави полза во чинот со кој вашата мајка аплицирала на тој конкурс за вработување во Централен регистар, и на останатите ваши колеги. Ги има многу, списокот е огромен и секојдневно излегуваат нови имиња, а дека моралниот чинов, дека нешто ќе ви помогне, се сомневам во тоа. Колешке, прво не зборуваме
за да ни помогне нас како функционери, мене или вас. Сега, ако зборуваме веќе за вработени роднини, сигурно вие не сте исклучок од тоа. Или ако сакаме да зборуваме искрено. Конкретно за мене? Пак ќе ви кажам, колешке, зборувате за оставка. Оставка, да. Тоа е морален чин. Најмал проблем е јас да се поднесам оставка, доколку на било кој начин при аплицирањето, веќе ја спомнавте, мајка ми, не е проблем, отворено ќе разговараме. Да, тоа е таа суштинска разлика, тоа е таа суштинска разлика. Владењето на ВМРО ДПМН и владењето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Доколку при аплицирањето, доколку при целиот тој процес на вработување, било која законска одредба е прекршена, доколку било кој друг кандидат е оштетен на сметка на нејзиното вработување, доколку антикорупцијска утврди било какво мое влијание, не е проблем нити моја оставка, нити оставка на било кој друг функционер. Кога зборуваме за морал и етика, треба да знаеме дека ако на јавност, на граѓаните, ние функционираме и постоиме за граѓаните, за да им го направиме нивниот живот подобар, за да им овозможиме подобри услови за живот. Така е? Така или не е така? Да, но што направивте вие за подобри услови на живот на граѓаните? Едно по едно темите без проблем ќе ги чешламе сите. Кога веќе зборуваме за антикорупцијска, добро е тоа што отвори предмети антикорупцијска. Но антикорупцијска комисија постапува согласно закони донесени во собранието. Не може нити повеќе од тоа, нити помалку од тоа. Затоа пак ќе ви кажам, дајте системско решение. Еве нека се договорат, да се договориме во собрание како пратеници, законски, да овозможиме, доколку на граѓаните тоа им смета, затоа што сега, согласно закон се вработени тие функционери. Без никаков притисок, на транспарентен начин, со оглас. И затоа немате никакви аргументи да зборувате за било каква оставка. Моралниот чин кој што го направи мојата мајка, не го направи на вас за да ви погоди на вас. Едноставно, затоа што граѓаните не сакаат, ниту сакале, за жал, може би тогаш биле под сериозен притисок, заради немањето на слобода на говор, да го кажат тоа што сега нас не го кажуваат. Но тоа со ништо не ве амнестира. Да јас и од утре, еве и сега и вечерва, повикувам и нашите функционери, и функционерите од ДУИ, и функционерите од ВМРО ДПМН, кои што во нивното владење ги вработиле нивните најблиски роднини, да ги повлечат од работните места. Тука се согласуваме. Се додека функционер во Македонија не асфати својата функција доделена од партија или од народот преку избори, дека таа функција му е исклучиво самоодговорност, се до тогаш ние вака ќе функционираме. И токму затоа се реакциите, токму затоа ви реков за неполни 2 години јавноста вели исти се сите. За неполни 2 години ваше владење. После огромни битки против она што ВМРО ДПМН го правило. Вие знаете што правевте ако некој дури владеевте 11 години, кренеше глас против вас? Ние за 11 години, колега, отворявме и нови работни места. Вие во првите шанси ги вработивте ваши блиски функционери. Отворивме фабрики, колега. А какви фабрики? Како какви фабрики? Колку 10 какви фабрики? Па колку Колешке, работни места да не се се тоа? оттргуваме од темата. Ги изиритиравте граѓаните со вашите постапки. Јас знам дека за вас најмногу ви одговара сега кога веќе немаме излез од темата, па ајде да преминеме на друга, но не може така. Не, никој не бега од оваа тема, апсолутно. Еве јас повикувам. Еве пред граѓаните отворено. Секој функционер, без разлика на која политичка партија припаѓа, дури биле власт или се власт, ги вработиле или имаат вработен свој најблизок роднина, да разговараат за тоа што сепак тоа е личен чин на вработениот. И тие да се повлечат. Ама кога повикувате, колега? Откако народот ве фати на дело, така? Не фати народот. Затоа ја направив таа споредба. А дајте кажете ми, да не излезеше во јавност вработувањето на вашата мајка, дали таа ќе си поднесеше оставка? Ќе повикате ли вие? Ќе повикате ли вие вашите функционери
Ние повикуваме се на назад, што било нека се изанализира, нека се провери, не само преку антикорупцијска, не е доволно да се провери дали од морален и етички Јас лично аспект. немам кого да повикам, ако мислите на членови на моето семејство. Јас Правиме лично. муабет од аспект на партија. Меѓутоа тоа не ви ја намалува кривицата, колега. Ма Вие не е повикувате суштината сега да се откако намали сте кривицата. фатени. Дали Вие вие ќе сега го повикувате. Дали вие како Абе, колега тувавте ќе ме сосема поддржите други тоа што работи. денеска го повикувам или нема да ме поддржите? Ама вашиот апел што значи? На медиум сме. Така е? Без разлика, еве јас Јас не знам го- колку дена поред повикувам. Без разлика на која политичка партија сме. Најблиските роднини, нормално. Таму каде што имаме дефицитарни дејности. Ма јас не Зарем треба и зборувам- докторите да ги повлечеме, а Јас не немаме доктори зборувам во за такви држава. работи. Не зборувам за огласи каде што можел да се прими со средна стручна спрема. Зарем мислите дека само роднината на функционер на власт е соодветна Ама има за оглас, место а ние нема работа да со го- средна стручна спрема? Ако зборуваме во таа насока, си има оглас, за колешке. доктор, за инженер. Си има оглас. Немој да Си има разгонуваме оглас, темата. транспарентен оглас. Колку се Ама ако ги гледаме- колку се пријавили и добро, тука се добро. врши. Ма тука се- Селекција. Ама не, колку се пријавили и така се вработени, согласно потребите на И одредена токму во институција. МЕПСО, во ЕЛЕМ, во Централен регистар, Колешке, така? дајте бре да ги повикаме да се повлечат сите. Ајде повикајте ги Еве вашите вие ги функционери. повикавте, па вашите не ве послушаа. Само Како вие имаме останавте. повлекување? И колегата Мисовски. Имаме, како не? Само вие двајца. Имаме и од други колеги. Не. Ама не е тоа суштината. Дајте еден функционер на ВМРО ДПМН нека повлече потек. 11 години ги преполнивте институциите со ваши најблиски А роднини. вие сега што правите? А не правиме ништо. Ма како не правите Не правиме ништо? ништо. Истото го правите, Ако против има што се некој- боревте и бевте најгласно Правиме пред муабет, изборието. Истото го правиме Истото муабет. го правите, За колега. 20 вработувања кои што ете во јавноста се крена галама. А да, И не се, а да постапуваме. не се кренеше галама? Ама не да не се Ќе си кренеше. поминеше се така. Тоа вие го посакувате. 11 години така владеете. Не Јас дај ви Боже да кажав- се крене галама. јас Ако ви се кажав, крене, ние 11 ако се крене, години- крени ја сабијата и толку. Главата Во ќе ред. се наведне. Како во ред? Ама не може да биде во ред. Ама вие се навраќате на 11 години на Вие се ВМРО навраќате, ДПМН. вие се навраќате на приватизација во 90-тите, Така е. а ми спорите мене. Така е, како да Чекај. не се А навраќам, 11 години 700.000 владеек. луѓе без работа останаа, така е? Зошто некој од тие семејства не вработивте? Сега тоа е да во ред. прима плата од Ама 700 11 евра. години до пред 2 години вие Јас ви бевте кажав, власт. се што било... 11 години владеевте, колешки. Да, и? Еве, вие помалку од Како 2 се години владеете и како владеете? Вие ми велите, Вие повторно го спомнувате Никола Груевски. Како да не го спомнуваме? Ма како да А го тој не е спомнуваме? урни со Дај да државата, зборуваме кој за да Зоран спомнувам? Заев, што направи тој за овие Кој 2 да години. спомнувам? Зоран Заев ќе го Побегнатиот спомнувате. криминалец Груевски, кој што не ја уништи државата, зошто Тој го вие спомнувам? Знаете зошто го спомнувате? Па нормално дека ми Сега е ќе ног ви на кажам мора. за- И мене и на многу други граѓани. Знаете Ног на зошто мора, го што да правим? спомнувате? 11 години Не ми е само ног на Никола мора. Груевски, наназад сите влади на ВМРО ДПМН по однос на економски напредок. Знаете ли Во кога? споредба со владите на СДС се неспоредливи. Ау, Неспоредливи по однос на Немојте. економски напредок. Немојте, жал А ќе ми економски стане. напредок значи вработување нови Да го работни вратиме во места. Марокко. Не мора да го вратите, народот ќе ви го врати. Ако сигурно вака не. продолжите да се однесувате. Сигурно не, сигурно По не. однос на економски напредок, ВМРО ДПМН за вас Ќе е зборуваме и за джамбо джет економскиот авион. Вие сте напредок. запрежна кола по однос на економски напредок. И Вие вака ги можете прикривате како вашите сакате со навери недостатоци. за терете запрежни коли што со сакате. навред. Најмалку очекував Никола Груевски да го спомнувате и повторно дел од емисијава да трошите време Зборувавме на за него. непотизам, Тоа е колешки. минато. Ајде да Вие се го вратиме. повторувате непотизмот. Ама кажете ми, дали вие ќе Ист- повикате некој да се повлече од Ма вашите еве функционери? отворени се случаи ќе се разгледаат. Се што Ама било не анти... Значи, чекајте се. Чекајте. Ајде да бидеме малце поотворени. Доволно е, значи ќе повторам. Наташа, извини. Антикорупцијска постапува согласно законите и легислативата која што е во моментот. Но јас велам да спречиме тоа да не се појави никогаш. Паралелно со тоа, затоа што законот не може ретроградно да важи, вие повикајте ги вашите функционери да се повлечат. Колешке, многу ја преполнавте јавната администрација. Факт е тоа. И ја преполнавте. А вие? Дали знаете Нели дека беше превработена? луѓето Како кои ги што изнајдовте сега овие дали нови знаете работни дека места? луѓето кои што не размислуваа исто како ВМРО ДПМН, дури ВМРО ДПМН беше на власт, не можеа ниту во приватен сектор да најдат работа. На што зборувате? Па еве јас ќе ви кажам собствен пример, колешке. Ниту мајка ми ќе бараше работа било каде, ниту никој. Ние имавме приватна фирма заради драконските казни
заради инспекциите, кои што свесно ги пуштавте, ние бевме приморани да ги затвориме фирмите. Такви како мене. Јас сум пример и затоа можам многу лесно да зборувам за делот на режимот и како сето тоа функционираше. И јас режимот, знам дека вие... вие... го заменивте режимот, колега Костадинов? Што го заменивме? Со напредок. Со страф сеење, со страф. Ма како страф сеење? Страф сеење, да. Еве, јас сакам само едно прашање. Може да се задржиме на... Да, само уште кратко. Морам да прашам. Колешке, дајте да се навратиме. 11 години. Колкав простор за вас е смешно, но за мене е жално и за мнозинството граѓани. Напред одење, и за не мнозинството граѓани. Ретерирате. Се споредувате еве со нешто што не чинело според вас, така е? Дозволете ми да се докажам. Навратете се 11 години. Видете ги сите медиуми во тоа време. Колкаво било учеството на опозицијата. А сега како е? Сега еве сме заедно во дебата. Значи, знаете дека не постоеше такво нешто. За неполни 2 години. Сега, тоа е за вас поразително. Вас политички вие што ветувавте што сакате многу. Да постигнете? Јас што сакам да постигнам? Она што вие го ветувавте. ВМРО ДПМН 2016 51 мандат изгуби, направивте дека изгуби, така? Советувањата кои што сега вие самите ги демонтирате. Па вие пред еден месец ја вработувате вашата мајка, се ја повикувате на невработување. Како направивте да изгуби? А едноставно немам што да очекувам од човек кој што пред да се изгласаат уставните измени, изјави дека ако нема пари, не му е потребен идентитет. Тоа за вас зборува дека за вас се најбитни парите. Можеме да ја отвориме и таа тема. Народот е и без идентитет, и без да пари. завршиме за најбитни пари. Ќе отвориме било која тема. Кога немате аргументи за непотизмот, префрлувате на друга тема. Прво вас и за таа тема пак како немам аргументи. Тоа е вашиот печаток. Добре, се плашите, уште има страф внатре во ВМРО. Страф има во народот од вас. Највисокото раководство во ВМРО да ги повикате вашите функционери да се ги повлечат најблиските роднини. Еве повикајте. Еве осудете вработувањето на Мицковски како асистент на татко. Ма што зборувате за Мицковски? Тоа е работа на универзитети, тоа треба да се оди. Тоа е непотизам непотизам или не? Па како се станува асистент? Појавен оглас? Ма ајде ве молам. Чекај, тоа е непотизам или не? Како се станува асистент, кажете ми? Дали вие знаете, тоа е работа на универзитетски совет. Тоа не е јавен оглас, затоа треба да се има просек, трудови и што уште не. Колешка, ве молам, не ги мешајте работите. А Христијан Мицковски можете секој ден пред штаб давате изјави, пресови, може да влезете внатре и да го прашате. Христијан Мицковски да биде асистент на татко. Апсолутно оваа вага не може да ги мери вашите случаи. Ама дали е непотизам или не? Не можам да кажам. Тоа се работи за универзитетски внатре Гордана статути како Силјановска рече во една прилика, тоа е страшно. Ако ви кажам Зоран Заев што рекол во една прилика и што одрекол. Стојановска, првин вас сакам да ве прашам. Дали сметате дека ВМРО ДПМН направи грешка со начинот на кој што ги вработуваше роднините на своите функционери и дали навистина како партија ќе излезате и ќе повикате по принципот на дел од оние функционери кои што, односно блиски роднини на функционерите од СДСМ кои што се повлека и вашите да се повлечат. Тоа е прашањето за вас. А за вас, Костадинов, е прашањето, сметате ли дека навистина направивте грешка сега да ве споредуваат со начин на кој што владееше ВМРО ДПМН? Јас кажав и во една прилика и ќе повторам конкретно да јако некој ме вади од контекст. Значи, ВМРО ДПМН и покрај сите успеси на економски план, изгуби. Една од грешките, веројатно се и тие. Не можеме да кажеме дека сме изгубили од ведро небо. И тоа не сакам да биде злоупотребено. Ние сме нова постава во ВМРО ДПМН, која се уште не е дојдена на власт. Ние можеме исто како Социјалдемократскиот сојуз сега да ветуваме брда и долини, но кога ќе дојдеме на власт, тогаш ќе се покажеме на дело. Затоа не можам да кажувам во минатото, се повторив. Имало грешки, од грешките ова ВМРО ДПМН извлекло пауки за воиднина кога ќе дојде на власт, реално она што ќе го понуди, тоа и да им го даде на граѓаните. Без лажни ветувања, без лажни напаѓања, значи конкретно. ВМРО ДПМН имаше може би до 80% подготвена програма за избори кои што нели ги очекувавме после неуспешниот референдум, но секако со оглед на времето кое што изминува, таа програма ќе биде надградена, ќе биде изменета со текот на времето, меѓутоа лажни ветувања за никого не се добри, а најмалку за народот. Конкретно, дали ќе ги повикате роднините на функционерите поранешни
од кои што биле од ВМРО ДПМН да се повлечат од институциите, за да покажете дека еве на некој начин ја исправате грешката, иако тоа е дилема веќе колку е исправна и целата таа постапка што да го кажам, како што каже и колегата Костадинов, ако одиме по закон, тие сигурно законски сите услови ги исполнувале, но ете има институции, нека испитаат се што ќе се открие дека било незаконски, ако се открие, секој нека одговара. И ВМРО, и СДС, и ДУИ, и сите останали. Не бидејќи добивам впечаток дека едните и другите се повикувате дека гласите се законски, па сега нека испита антикорупцијската и дека топката ја префрлате таму. Па сега, ако мислиме дека немало влијание, пример во Струмица на оглас во Централен регистар, пријавена мајката на пратеникот Костадин Костадинов, дека немало влијание во град каде што безмалку сите се знаат, тогаш законски се ќе испадне дека било во ред и дека морален чин била оставката на неговата мајка. Но тогаш не може да изоставите дека и во вашата партија имало такви не велам случаи, дека така? не Затоа велам. прашувам дали би требало да има еден таков повик и за може би имало. Не сум јас таа која што одлучува. Костадинов, ве прашав, сметате ли дека во вие 2 години навистина направивте погрешен чекор и навистина оваа цена која што сега ви реагира јавноста, може скапо да ве чини? Согласно сегашната легислатива. Да, Јас искрено, ќе стигнеме ќе стасам и до тој момент. Јас сметам во сегашниот амбиент дека секој треба да биде еднаков и во правата и во врските. Затоа што многу е тенка таа линија помеѓу департизација и дискриминација. Тука треба да бидеме внимателни. Зборувам во момент кога тоа со закон не е различно регулирано. Ма знаете што правите, Костадинов? Значи, кога зборувате за вработените роднини на вашите функционери, зборувате почитуваат закон. Исто зборува и Стојановска. Кога зборува за роднините на функционерите од ВМРО ДПМН, почитуваат законот. Ама кога се обвинувате меѓусебно, тогаш трговија на влијание имало. Дали имало било какво влијание, притисоци, фаворизирање на тие роднини, сега со сегашното законодавство ќе утврдува новата антикорупцијска комисија. И тоа ќе се утврди. Оставаме, постапката е во тек, ќе се излезе со соопштение, со став, антикорупцијската ќе каже како и што е. Јас зборувам дека ни треба суштинско решение. За да не си ја префрламе топката, треба со закон да го регулираме. Кој е решението? Се треба да разговараме по-конкретно. Денеска не можам да дадам решение, но сигурно дека ако има одреден закон кој што вели дека близок роднина на функционер не може да биде вработен согласно закон, дали тоа ќе биде кривично дело, не знам како, можеме на многу начини да го регулираме, тогаш антикорупцијска многу побрзо ќе ги решава предметите. Едноставно со закон ќе биде забрането. Но сега, ако зборуваме искрено за департизација, не можеме да тргнеме од сегашната ситуација, а да не се вратиме и наназад. Затоа велам, клучно е, согласно сегашната легислатива, да повикаме на морал и на етички вредности. Еве да направиме еден чекор кој што досега не е направен, кој што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го прави. Еве нека потегнати ВМРО ДПМН. Еве вие медиумите, граѓанството, дополнително нека прави притисок. Ако гледате дека некој не се повлекол, направете притисок. Не само од притисок. За да и ние, кога ќе разговараме, да биде на пиедестал покренат како проблем, кој што треба да заврши и епилог од сето тоа треба да има законско решение, кое што јасно ќе забранува вработување на блиски роднини на функционери кои се на власт да бидат вработени во државна администрација. Или така, или ќе имаме лош епилог од сето ова. Не е суштината да оставиме јавната администрација да биде дувло на ВМРО ДПМН. Тоа е многу поголем проблем од било што. И ќе повторам, за каков непотизам, за какво фаворизирање зборуваме. Видете ги функционерите на ВМРО ДПМН, каде што имате класичен непотизам. Значи имаме премиер, каде што првиот братучет
Му е шеф на УБАК. Добро, тоа е Каде што другиот прв братучет, каде што другиот прв братучет, не се нервирате колешки, морам да се докажам. Ама вие ги повторувате истите работи. Сега јас повторно треба да ја споменам вашата мајка, централен регистар, намира дизел семејството на така. Вие можете мојата мајка да ја спомнувате во Франција во 2017 година. Можете и дома кога ќе се легнете за мојата мајка да зборувате. Изгласан е закон со кој членови на семејство на функционери не смеат да бидат вработени на во државна администрација и тој закон е многу ригорозен. Доколку се случи, мислам дека следува 3-годишна затворска казна и 45.000 евра парична казна. Да се повикуваме на морал и на етика, значи далеко сме од тоа да бидеме реални сите. Далеко сме од тоа. Ако е предлогот на Костадинов такво законско решение, може би треба да се. А да чекаме на морал, на етика, на совест, па еве од СДС совесен испадна Костадинов и синот на Мисовски, значи. Ама еве бре, повикајте еден. Ви кажав, истите сте. Истите сте, а ветувавте сосема спротивно. Од невладин сектор доаѓате вие, кои сме истите? Ако администрацијата била дувло на ВМРО ДПМН, сега вие правите дувло на СДС. И со тоа сте вие задоволни, но народот реагира. Затоа што очекуваше многу, вие ветувавте. Никој вас не ве тераше да зборувате толку против партизација. Педагог. Педагог. После 15 години од дипломирање и после никаква конкуренција од друг педагог во тој град. Чекајте са, ми спорите дека јас... Чекајте са, ми спорите кај моето вработување на мајка ми, каде што јас направив чекор. Со средно образование и велите дека таа била најкомпетентна. Согласно систематизацијата и согласно средно образование во централен регистар за плата од 45.000 денари. Ова се дезинформации и лаги. Како зошто лажете? Кој? Тогаш утре ќе провериме колкав бил надоместокот кој што го земала мајка. Ако лажете, сакам јавно да се извините. Знаат сите колкави се платите во централен регистар, ве молам. Дайте ми време, пошто не знам. Ма нема потреба, нели се откажа вашата мајка. Ќе се извините јавно. Зашто да се извинам јавно? Колку земала на доместок мајка? Значи таа не ни влезе на работа за да земе. Ама не, па сега го винувате 45.000. Ќе ја повикате ли сестра ти? Ќе разговараш ли со сестрата да се повлече? Не, зошто да се повлече? Од место на кое што само таа единствено конкурирала како дипломиран педагог. Јас тука малку ќе ве прекратам, бидејќи според моите информации кои што ги имам на единствен и синот на Мисовски беше единствениот кој што конкурирал на огласот и беше повлечен. А мајката на Костадинов со средно образование најкомпетентна беше за во централен регистар. Согласно позицијата, тоа се барало. Тоа не за тоа нормално како и многу други. Да бе, мајка ми е среднист. Ама зошто се повлече? Затоа што биле многу детно семејство. Зошто се повлече Костадин мајка? Затоа што граѓаните не сакаат да ги гледаат роднините на функција. Па немало никакво влијание. И па зошто се повлече? Па разговарав, еве разговарате со сестрави, нека се повлече. Немам апсолутно намера да разговарам. На таа тема, затоа што единствен кандидат беше и во тоа време немаше дипломиран педагог. Па и синот на Горан Мисовски беше единствен кандидат. Ни партиски член на СДС, ни на ВМРО. Ама еве и синот на Мисовски, синот на Мисо беше единствен кандидат. И после 15 години дипломиран. Не ми објаснувајте, бе, разговарате со сестра дека се повлече. Па сте дрски да споменете и да направите компарација меѓу неа и вашата мајка со средно образование. Пет пати ми ја спомнувате мајка ми, еве 10 и кој пат. Јас не јавноста ви откри мајка ви. Јас воопшто не знам во Еве јас кажувам пред јавноста дека вие имате. Зошто мајка ви не вработивте во некој од приватните фирми на зајави? Па никој да не ве озборува и да немаше потреба од ваков план. Как мислам, каде сакате да со средно образование, нели вие отварате нови работни места, сега нема притисок од инспекции ни една приватна фирма. Колешке, гледам како реагирате на работни места. Треба малце да отрпнете за тоа што веројатно ќе треба да разговарате со сестра. Да отворите бројни работни места. Народов немаше да реагира. Секој ќе си гледаше да си најде работно место. Вие ништо не направивте од тоа. Економијата ја провлековте 2 години, влечејќи се на тоа да се реши споров со името. Уште сме на непотизм. Google и Facebook само што ќе се решеше спорот ќе влезе. Веројатно ќе зборуваме и за економија. Ќе биде. Уште сме на непотизм. Еве јас повлеков чекор. Не, вие сте фатени на дело, колега. Не сум фатен, нит сум крадел, нит сум лажал. Нит сум повредил ништо. И тврдам, нема никакво прекршување на законот. Зошто се повлековте тогаш? Затоа што едноставно луѓето не сакаат да ги гледат најблиските роднини на функционерите да земаат државна плата. Кажете ми дали ќе разговарате со сестра? Не, ви кажувам, немам потреба да разговарам, затоа што во тоа време сите институции можат да проверат дали имала против кандидат, колку години чекала работа и не била вработена. Мене ме обвинувате и другите функционери. Па да проверат и зашто беше извадена од работа во едно училиште основно во Чегране,
Слободно нека провери. 3 години работа, значи Слободно нека има многу провери. работи за проверување. Видете сега, Зборуваме за доколку пак и за било високо нарушено правото, еве образование. јавно повикувам. Доколку и било нарушено Вие правото цела на вечер работа, јавно повикувате и овде мораме изигрувате јавно- дека сте некој мораме високи функционер, далеко. па еве за разлика од вас, Далеко од тоа. за За вас разлика од парите вас, се најбитните. за разлика од вас, моралните и етички За вас вредности ако кај се мене се нема многу пари не повисоки. е потребен ни идентитет. Тоа Делата е вашата изјава. говорат, Делата колешке. кажа се ниту Делата идентитет, говорат, ниту самите пари. рековте, немам намера да разговарам со сестра. Не, еве ви кажав зашто. Ви Можно кажав ли зашто. е ова да не биде пракса во иднина? Вие го споменавте ве законот во Франција. Јас сакав да ве прашам, дали вие би поддржале такво Јас лично законско како решение? Дафина, да. Да, но како Дафина. А што ќе биде со останатите мои сопартици, останува да се види. Но лично како Дафина, да. Бидејќи сметам дека во Македонија се уште не сме дојдени до чин на висок морал, висока свест, етика и така натаму. Како пратеник во собранието имате и можност да поднесете и еден таков закон. Дали би поднеле еден таков закон во Во собранието? скоро време би размислила и на тоа. Костадинов, вие? Ако може прашањето што. Во однос на законот со кој што би се забранило роднини на функционерите да се вработуваат во Како пратеник да го администрацијата. поддржам, да. Да. Во однос на вработувањето во администрацијата, пред известно време се појави една информација, потоа се побрза дел од пратениците во собранието да ја демантираат, а таа беше дека пратениците треба да имаат приоритет при вработување во администрација. Тоа се појави како вест, се појави како информација, па потоа дојде од ДУИ, па потоа се повлека, излезе дека е шпекулација. Има такво размислување? Веројатно станува збор за шпекулација. Ги отврдам сите такви размислувања, сите такви изјави, значи не. Јас исто, дури јас и прв пат Прв пат слушам за слушнав ова. од вас. Бидејќи беше прашан и Талат Џафери, па тој имаше една изјава, веројатно, јас сега ќе ја парафразирам, и рече, веројатно, не мислите дека пратениците после завршувањето на нивниот мандат треба да бркаат по контењерите? Изјавите на другите функционери, личности, наши колеги пратеници, ќе ги оставиме тие да си одговорат за она што го кажале и што во суштина размислувале кога го зборувале. Не би сакал и некоректно јас да ја коментирам, да ја променувам изјавата на господинот Талат Џафери. Битно размислување дека пратениците треба да имаат приоритет при вработување во администрација не постои. Ниту приоритет, ниту било какви дополнителни бенефиции од оние што или права од оние што сега ги има. Ќе се префрлиме малку сега на тема економија. Раст на економијата е забележан од 2,7%. 3,7% во последниот квартал. Зборувам на годишно ниво 2,7%, во последниот квартал е 3,7%. Костадинов, мислите дека граѓаните го чувствуваат овој раст кој што вие го кажувате? Односно статистика го кажува? Секогаш е добро кога зборуваме за економија конкретно да почнеме со основните показатели кои што не упатуваат и се мерка за она како би се движала економијата и економскиот амбиент во државата. Секако дека го чувствуваат, секако дека може би има одредена група граѓани кои што не го чувствува сето тоа, но не може да не се почувствува зголемувањето на минималната плата. Особено во текстилната, во кожарската индустрија, каде што беа платите под секоја нормала. 7.000, 8.000, па вработувани на половина работно време, а го работели цело. Значи беше, наследивме еден систем кој што беше буквално претворен во хаос. Нормално е дека за 2 години не е доволен период за да ние да ја свртиме целата економија. Но еве ги бројките покажуваат дека се движиме во добра насока. Интеграцијата во НАТО, отпочнувањето на преговори со Европска Унија, сето тоа ќе значи и економски бенефит за државата и за граѓаните. Растот на индустријското производство, трговската размена со Грција, која што е близу 20%, има близу 20% зголемување. Сето тоа не е за запоставување. Јас верувам дека голем дел од граѓаните со покачувањето и зголемувањето на просечната плата во државата,
Знаеме дека наше предизборно ветување и цврсто стоиме на тоа дека до крајот на мандатот просечна плата во Република Северна Македонија ќе биде 500 евра. Еве сме сега на 2 години од нашето владење, каде што просечната плата изнесува 26.300 денари. Значи сме на добар пат да го реализираме. Сега зборуваме за просечна плата. Знаете, многу е тешко некогаш да се коментира статистички податок. Дали тоа сите го чувствуваат? Нормално е дека не можат сите да го почувствуваат тоа. Но ние работиме од повеќе аспекти да имаме што поголем опфат на граѓани кои што директно ќе ги почувствуваат позитивните поместувања од економски аспект. Намалувањето на казните. Еви тоа директно сега нема да почувствуваат граѓаните повеќе пари, но кога би дошло да одреден граѓанин направи прекршок, и ако порано наметнато од претходната власт на ВМРО ДПМН за физички лица, например, казната изнесувала 1000 евра, сега максималната казна ќе изнесува 250 евра за физички лица, минималната 15. Тоа директно како пари во джебот не го чувствуваат граѓаните, но е сериозно подобрување во рамки на казнената политика. Малите фирми кои што беа затварани за една мастика, кај што беа казнувани по 5000 евра, а тој да му собереш да го свртиш дуќанот наопаку, нема производи во вредност од 1000 евра. Особено оние мали продавнички по населените места кои што ги имаме во Република Северна Македонија. Сега дали тие директно ќе го почувствуваат? Тие ќе бидат во многу помирна економска атмосфера. Нема да се плашат затоа што еве и да бидат казнети, ќе бидат казнети со 250 евра, со 500 евра во зависност од прекршокот кој што го направили. И што е најважно од се, ја воведуваме прво опомената, па после казната. И тоа е придобивка огромна за граѓаните. Но ако ме прашате сега дали тоа директно ќе го почувствуваат, ако направат компарација од претходно, еве некој дуќанче кое што издржало 11 години за време на владењето на ВМРО ДПМН. Нека си ја направи математиката од последните 2 години на владење на ВМРО ДПМН и сега 2 години владење на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Евидентна е разликата. Еве нека си направи пресметка колку казни има платено. Какви казни има плаќано? Зашто ги плаќал казните? Особено оние мали и средни. Категоријата која што е најголем полнач на буџетот на Република Северна Македонија. Колегата Костадинов на почетокот кажа една изјава, потоа се демантира. Значи, кажува дека бројките зборуваат доволно за економскиот раст, а после вели статистиката не може се уште да ја осетат граѓаните. За кои бројки зборувате, колега Костадинов? За тоа дека во вашата програма План за живота и самиот Заев кога стана премиер вети дека секоја година ќе има Македонија економски раст од 5%. За 2017 ја завршиме со раст од 0,1%, 2018 со раст од 2,7%. Или ако сакате сумарно, втора половина на 2017 со цела 2018 2,05%. Најниско во Европа, а многу далеко од 5%. Или сакате да зборуваме за странските инвестиции? Слободно. Или сакате да зборуваме за задолжувањето? Слободно. Вие најгласни бевте против задолжувањето и зголемувањето на јавниот Слободно долг. може да зборуваме Па за се. 2018 ја завршивме со долг од 5,2 милиарди евра, колега Костадинов. А колку беше долгот? Најголем буџет изгласавте кажете во колку беше 2018 година. Ма добро, кажете колку беше долгот. Ние само се задолжуваме, немаме капитални инвестиции. Да зборуваме за капиталните инвестиции, колега. Кои капитални за ребалансите инвестиции на ги буџетите реализираше 2017-2018 кои што ги правевте за да ги смените капиталните расходи, така е? Не сум економиста, но велите бројките кажуваат. Јас ќе ви кажам едно. Кажуваат, Повеќе од 500.000 показател. граѓани во Македонија се сиромашни. Вие Со најдете укинување на разговор радиодифузна такса ништо не направивте. Покачивте акцизи, покачивте даноци, зашто зборувате? Зашто даноци ги зборувавте? покачивте? Граѓаните немаат пари од 1 до крај на месецот да поминат. За кој економски пораз зборувате? Дали се слушате? И кога тоа ќе биде? После НАТО и ЕУ? Сакате да ми кажете дека не се меродавни Вие имавте бројките? програма Не. со 5% Кажете ми раст. Дали не Како се се меродавни? меродавни бројките на Државниот 65% завод за имаме статистика? капитална реализација, 65%. Каде Добро. се останатите?
Каде се останатите? Се фалите со... Сакате да направиме компарација од владењето на ВМРО Слободно. Земете Па ја за тоа ви 2009 зборев. ВМРО Бруто ДПМН домашниот спрема производ. СДСМ, джамбо джет спрема запрежна кола сме. Тоа е вашата мана и тоа е вашата... Ако вие сте расипам джамбо джет, тоа е друго Не, суперсоничен авион сме за вас, колега. А вие сте запрежна кола во поглед на економија. Дали имате образ вие да кажувате за економија? Не може да ја води економијата, поготово амнестиран криминалец, бизнисмен, кој што странските инвеститори ги нуди со евро за вицето, евро за црквата. Од такви понуди сите ќе избегаат. Сепак не би сакал за тоа што... Тоа е вистината. Па не е тоа вистината. Тоа е вистината. За жал 500.000 сиромашни во државава, тоа е вистината. Упорно се обидувате да ширите лаги, лажни вести, дезинформации, што знам дека тоа е... Не знам што е лажна вест, ребалансот на буџетот. Тоа е една од првите одлики на вашата партија. Од 397 милион евра намаливте на 301, да па реализиравте една друга атмосфера, 197, нели економијата се бројки, вие сте економиста. Имате Или право. еве реално, Имате право да бидете граѓаните нервозни. се сиромашни. Да разбирам. Земјоделците незадоволни, која друга структура? Бизнисмените исто така, транспортерите исто така. Здравствени работници да не... Кој дел од економија вие го турнавте понапред? Назад е. Државава ни е пред банкрот, колега. Нема никаква разлика од било која дебата, било кој пратеник или функционер на ВМРО ДПМН, значи во една иста линија одите. Па јас истото тој за вас би го рекол. Како да навистина ви ставаат чипови? Па ја мислам вас да не ви се монтирани. Истото и за вас ние го мислиме. Не би сакал да ја носам дискусијата во таа насока. Напротив, може би треба ние заеднички да се подзамислиме, вие конечно да си признаете што направивте и каков систем оставивте. Јас ли ве терав 5% економски пораст да ветувате? Јас ли ве терав? Последниот квартал во однос на бруто домашниот производ имаме 3,7. Последниот квартал се имаме просек на студент осмица, ќе кажете едната десетка што е добил во цело време на студирање. Дозволете, оправдана е нервозата, оправдана. Која нервоза? Кај мене или кај вас? Колешке, прво, драконските казни ги тргнавме, кои што вие ги наметнавте. Да ви одите пола во джеп, ако зборуваме за странски инвестиции, колешке, еве, податоците кажуваат 630 милиони евра. А од нив реинвестирани колку се? Па ние, видите, еве сега наискрено ќе ви кажам. Колку се реинвестиции? Па добро е да бидат повеќе од 400? 400 милиони, нека се 400. Па за какви странски инвестиции зборувате? Но зошто, што е лошото? Па напротив, тоа е доброто, реинвестиција во државата. Ма дозволете да се докаже. Кои инвеститори реинвестиција? Можеме да избереме, да имаме дебата. Каде што ќе се надвикуваме? Не, апсолутно. А можеме да избереме начин на дебата кој што ќе биде демократски, парламентарен како што приличи. Сметам дека така е подобро. Еве гледате, вие упорно ширите лаги и инсинуации и пуштате во јавност, јас нема да одам во таа насока. Имаме странски директни инвестиции од 630 милиони евра. Добро рековте, дел од тие се и реинвестиции на веќе постоечките инвестиции. И тоа не е погрешно. Кој ги донел тие постоечки инвеститори во Македонија? Како кој ги донел? Кој ги донел, кои влади? Кој ги донел? Да. Па со парите од граѓаните, плаќавте придонеси. За разлика од вас, кои парите од граѓаните ги делите на тендери и на вработување. Дозволете ми. Или знаете или не знаете, очигледно не знаете. И сега упорно јас ви кажувам дека треба да ја бидеме малце попарламентарни, вие сакате да се надвикуваме. Па не се договараме ние со странските инвеститори да прикажуваме одредени странски инвестиции, а да бидат први функционери од ВМРО ДПМН сопственици на тие инвестиции. Со банки, каде ли не, во даношните раеви. Мислам сега да бидеме искрени, или ќе бидеме коректни, или може да зборуваме ние за криминалот на ВМРО ДПМН. Нервозен сте така ми изгледа? Па не сум нервозен, едноставно не ми оставате да се докажам. Тоа не значи дека сум нервозен. Од 630 милиони евра, која е разликата? Значи и тие бизнисмени не ги испомпуваат, тие инвестиции се извинувам, не ги испомпуваат средствата надвор од државата, напротив, ги реинвестираат овде во државата. Дополнително, ги имам овде и поимено, сметам дека во дебата, или да фрламе лопати, како што правеше ВМРО ДПМН при отварање на инвестициите, не е добро. Чочеци играјте вие. По статистика, во тирзовите, еве,
Хајде ако сакате веќе така да зборуваме. Еве ваш проект се тирзоните. Океј, добро е. Го продолжуваме. Го надополнуваме. Инвестираме дополнително средства. Ниско платени работници, Секако платите дека таму ќе да бидат, успееме. бидејќи тоа Впрочем, беше и една тоа од се главните случува. забелешки. Впрочем и тоа се случува. Веќе со планот за економски раст ги изедначуваме и странските и домашните компании. Секако ќе има фокус, ќе има придобивки, знаеме дека во тие зоните, доколку не се лажам, 1 евро е квадрат, да не шпекулирам со бројки, но има доволно олеснување кои што можат да охрабрат странски инвеститор да дојде и да инвестира. Но никако да привлекуваме странски инвестиции со факти дека дојдете во Македонија има ефтина работна сила, како што тоа го правеше ВМРО ДПМН. Дополнително на тоа, 350 милиони евра истрошени на реклами за 10 странски инвестиции. 350 милиона, да не се лажеме, за реклами, од кои што 350 милиони евра, 30 милиони евра ги истрошиле на домашните медиуми. Како домашна инвестиција, како домашен локален медиум, национален, ќе привлече странски инвеститор. Ставаме пространава. Ја извртевте тезата, но ворете, нема проблем. Ако сакате за трошоци да зборуваме, тука сум. И тука ќе ве демантирам и ќе ви кажам дека ги правите тродупло грешките со трошоците. И кога сме кај трошоците, каде е транспарентноста за трошоците на владините функционери? 6 месеци не ви е реажурирана веб страницата. Гордана оваја Десковска не ви е ставена како министер за правда. Кај е транспаренцијата? Март месец заврши транспарент. А вие зашто зборувате? Па еве медиумите нека. Еве ќе одиме едно по едно. Ви реков, значи ако сакате во собрание, да видиме и да споредиме транспарентност. Немате образ да зборувате за транспарентност. Која е транспарентност, вие за транспарентност. Вие инвеститори нудите со проект евро за вицето, евро за црквата. Навикнете такви инвеститори нема никога треба да да се навикнете. Ако може да дебатираме дека сте опозиција. Да, ние знаеме дека сме опозиција, но вие не знаете дека сте власт, дека имате одговорности, дека треба да работите. Уште мислите дека светот околу вас се врти. Уставот го идентитетот го дадовте. Каде се сега инвестициите и економскиот раст? Каде се? Повторно велите ќе биде, се со избори веќе се лажи, имавме став и тоа како, но вие ништо не почитувате. Вие сите закони ги прекршивте. Прво, се движите самите себе си без компас, не знаете каде терате, особено како политичка партија, но сепак сметам дека ВМРО ДПМН како политичка констелација не го заслужува моето внимание да сега јас кажам зашто ја како... прифативте дебата во вечер, ако не го заслужува вашето внимание, цела вечер зборувате за ВМРО. Тоа што вие терате без компас, тоа не е мој проблем. Оставете не нас, ние сме опозиција. Вие компасот во рака треба да го имате сега. Ние се подготвуваме. Доста веќе на народот само го замајувате. Па доста на народот, вие го замајувате народот. Ширите лажни вести. Ма кои лажни вести, дека сме пред банкрот е лажна вест, па народот не гледа, не чувствува, па не може на крај на месец да излезе со финансиите. Што зборувате? Што зборувате? Колешка. Немојте ве. Дали добро се слушате, не знам. Но сепак еве јавноста нека суди дека ВМРО ДПМН почна да зборува за презадолженост. Кој што трошеше по 250.000 евра за жални врби во Вардар, кој што гледам дека веќе се исушени. А вие за Гинко Билбоа дрва трошите. И за фотели од телешка кожа. 1 милиарда евра истрошивте во 1 квадратен километар на споменици, колешка. Немојте сега да ги разменувате спомениците. И тоа е лажно. Зошто ширите лажни вести? Добро, дајте, вие сте посериозна жена. Дајте ве, молам, не се служите со лажни вести. Народ ве гледа. Немојте за тоа што така исто лажевте и за мигрантите. Така исто лажевте и за тиранска платформа. Така исто лажевте и дека се киднапираат. Па вие лажевте дека нема да се промени уставното име, колега. За какви лажни вести зборувате? Кој ги шири лажните вести? Ма ве молам, ајде. Не се обидувајте. Да створите момент на... Темата беше економски раст. Очигледно, како економиста не успеавте да ме надзборувате за економскиот раст, бидејќи факт е дека го нема. И далеку е трагата дека ќе го има во скоро време. Ако вака тргнете вие, дефинитивно не може само да се надвикуваме. Нема потреба од надвикување. Поентата, морам да ви одговорам. Не се обидувајте со ширењето на лажните вести, лагите и инсинуациите. Што е за вас лажна вест? Да предизвикате паника во општеството
мислејќи дека тоа ќе ви донесе некакви политички поени. Нема да ви донесе. Таква лажна вест имаше за Тиранската платформа, таква лажна вест која што за среќа граѓаните ги препознаваат. Општеството ни е будно. Дека се киднапираат луѓе и дека им се вадаат органи. Сакате за криминалот да зборуваме? Вчера зборувавме за тоа. Ама срам да ви е, престанете веќе. Зашто срам? Вие ќе зборувате за криминал. Се лажни вести за вас. Додиме во куќите на семејствата каде што им се убиени членовите и да видиме дали е тоа. Да се задржиме на она што беше темата. Јас тука ќе морам да направам кратка пауза за реклами, потоа се враќаме назад во студиото. Назад сме во студиото, Костадинов од СДСМ, Стојановска од ВМРО ДПМН се гости во вечерашната дебата од тема економија, со оглед дека имаме уште малку време до крајот на емисијата, ќе се префрлам на политика. Изборите председателски доаѓаат. Пред се ќе ве прашам, какви избори очекувате? Очекуваме фер избори, очекувам фер кампања, каде што ќе бидат испочитувани пред се оние човечки вредности, како против кандидати пред се да ги заеме нашиот кандидат за председател на Северна Македонија Стево Пендаровски и секако кандидатката на опозицијската ВМРО ДПМН е професорката Гордана Силјановска. Од она што сега можам да го видам дека за жал и Гордана Силјановска влегува некако во браздата на ВМРО ДПМН, веројатно од потребата да се доближи до нивниот електорат, кој што на почетокот и некако е отворили дека е страно тело во ВМРО ДПМН. И заради тоа и професорката почна со критика на Преспанскиот договор, да после во друга изјава рече дека па не е толку лесно да се поништи договор и да се направи нов. Едноставно, иако, како човек, немам ништо против Гордана Силјановска, нормално дека сега е политички противник, но сметав дека ќе се, на некој начин ќе се огради од она што значеше антизападни политики на највисокото раководство на ВМРО ДПМН. За жал тоа не се случи, напротив, видовме една друга Гордана Силјановска, која што тврдам дека граѓаните ќе го препознаат тоа и ќе размислат пред да го дадат својот глас. Ќе го надополнам Костадинов дека имаме и трет можен кандидат, нели се уште не се официјални, тоа е професорот Блерим Река, значи најверојатно ќе имаме високи интелектуалци за кандидати во председателската трка, универзитетски професори, академски граѓани. Ако денот путрото се познава, јас го делам истото мислење дека би требало да очекуваме едни фери демократски избори. И истото тоа го вети господинот Заев на средбата која што имаше со Мицкоски во неделата. Се надеваме сите на тоа. Едноставно Европа и тоа од нас го очекува, бидејќи и веднаш после изборите ќе следува месец јуни тоа дали ќе добиеме датум за преговори или не за влез во Европската Унија, а нормално едни фери демократски избори ќе бидат и тоа како добар сигнал за Европа и за тоа дека Македонија се надминува себе си и дека ќе остави можноста прво на кандидатите сами да се представат пред граѓаните, да си ја понудат својата програма, потоа на крајот на 21 април, потоа и на 5 мај граѓаните сами да си ја донесат одлуката без вршење на притисоци и слично. Може ли тивок бојкот на вториот круг на изборите од страна на ВМРО ДПМН? Ова ве прашувам бидејќи во последното гостување на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски денеска од интернет страната на партијата симнав еден цитат кој што вели ако продолжи злоупотребата на државниот апарат, како што тоа се случуваше во изминатите денови, ако гледаме дека имаме политички прогони, притисоци, и тој продолжува за време на изборната кампања, ако гледаме дека има вештачки вработување во државната и локалната администрација, тоа се само предуслови кои што на нас може да ни донесат одлука во која не само ВМРО ДПМН, туку и граѓаните во целост да пројават пркос и револт да не излезат во вториот круг на председателските избори, но тоа ќе биде лошо за државата и евроатлантските интеграции. Значи, ова се совпаѓа делумно во она што го кажав. Никако не смееме да дозволиме
А доколку тоа се случи, ние да останеме неми и слепи на сето тоа. Не смееме да дозволиме да се случат гласања како што се случуваа за време на референдумот во септември 2018, кои што беа спринтерски гласања, 5-6 секунди, небитно. Ветување имаме дека такво нешто нема да се случи, но доколку се случи, се разбира дека ВМРО-ДПМН не може да остане немо и слепо на тоа и да не реагира како што би требало да реагира, но еве да не правиме пред време инсинуации или да не го заплашуваме народот, да оставиме денот да истече па да видиме. Сепак повеќе ми е прашањето дали оваа изјава е аргумент дека може да има бойкот. Не. Само предупредување на можноста и на тоа никој да не помисли така да постапува во предизборието и на денот на изборите. Стадинов? Знаете како имаше лидерска средба и на таа лидерска средба сметам дека по завршувањето премиерот имаше изјава каде што рече дека се што било некакво сомневање од страна на опозицијската ВМРО-ДПМН е изнесено на лидерската средба. Нормално, ние како владеачка партија, која ги организира изборите, сме должни да обезбедиме во една фер и демократска атмосфера да се одвиваат претседателските избори. Ова изјава на Христијан Мицковски некако ми е преюдицирање на она што би се случувало во евентуален втор круг, доколку видат сериозна разлика помеѓу предност во однос на господинот Стево Пендаровски. Не би сакал тоа да и се случи на државата, затоа што како што кажав веќе дека во суштински важен период за државата и за граѓаните се наоѓаме, а тоа е во теке ратификација на протоколот за влез во НАТО во држави, во другите држави и секако во јуни очекуваме датум за преговори за влез во Европската унија. Од тука и ние, како владеачка партија, но и опозицијската ВМРО-ДПМН имаме сериозен товар, кој што мораме да го износиме заеднички и не смееме за било какви теснопартиски интереси да го ставаме под знак прашалник од почнувањето на преговори со Европската унија. Еве, не сакам да зборувам пред време, јас искрено сакам да верувам и сум оптимист дека без разлика што СДСМ е фаворит и ќе победи на овие претседателски избори, ВМРО-ДПМН не треба да размислува како што тоа го правеше до сега, туку напротив, да биде конструктивна опозиција и да се соочи со поразот. Нормално, јас знам дека Христијан Мицковски ова му е некаква шанса да се го зачува тронот внатре во партијата, но ова се залудни обиди, затоа што внатре партиските интереси не се суштински и не се воопшто важни за државата, а особено не за граѓаните на Република Северна Македонија. Становска, ќе побарате ли оставка од лидерот и раководството доколку ВМРО-ДПМН изгуби на овие избори? Јас, видете, не ни очекував Костадинов да каже дека фаворит за овие избори ми е кандидатот Гордана Силјановска-Давкова, како што и мене не ми е фаворит Стево Пендаровски. И нашите внатрепартиски пресметки и тенденции во овој период се како да успееме Македонија да ја спасиме од дното во кое што тоне веќе долго време. И ние овие избори ги гледаме за спас на Македонија, а не за спас на Христијан Мицковски или било кој на тронот или на не знам што. Овие избори се избори според ВМРО-ДПМН за спас за Македонија. И токму затоа кандидатот на ВМРО-ДПМН е надпартиски. Тоа е професорката Гордана Силјановска-Давкова, која што е, знаеме, не е член на ВМРО-ДПМН, ги знаеме незините ставови, критики некогаш на политиките на ВМРО-ДПМН, но токму затоа ја избравме, бидејќи имаме една заедничка точка со неа, а тоа е борбата за Македонија и националните интереси. Тука се најдовме заедно и заедно ќе истераме таа битка. И затоа сметам дека фаворит е Гордана Силјановска-Давкова. Но доколку не размислуваме на тоа. Апсолутно не размислуваме. Ние само сакаме да има фер и демократски избори и народот слободно да може да си ја каже својата волја. Само толку, ништо повеќе. Јас мислам дека после лидерската средба многу прашања, многу прашалници од кои што ги имал Христијан Мицковски, сметам дека се затворени. И сметам дека така и треба и во таа насока треба и да продолжиме. Значи, ние, како што каже и премиерот Зоран Заев, ние не сме 11 години власт, ние точно знаеме
како било во опозиција и доколку имаме сомневања, имате навистина среќа затоа што не дај Боже да сте биле на наше место па да треба да поставите прашање, да треба да поставите прашање. Па зарем тоа не треба, зарем не можеме како луѓе да седнеме и да разговараме. Што се И е добро да што почесто опозицијата и власта разговараат за сите прашања кои што ги засега, особено опозицијата во конкретниот случај, за да не оставиме аргументи да опозицијската ВМРО ДПМН се обиде на некаков бојкот или тивок бојкот, како сакате наречете го, во вториот круг. Јас сум убеден дека навистина ќе немаат аргументи за бојкот во вториот круг, но знаете како, имајќи го предвид целата таа пракса на неодговорно однесување од страна на највисокото раководство на ВМРО ДПМН, и тоа нема да ме изненади, но да не зборуваме пред време, да оставиме времето да Знаете покаже. како, колега Костадинов, вам токму неодговорно однесување во врхушката, како што велите, на ВМРО ДПМН би ви одговарало. За жал, имате опонент кој што одговорно се однесува и не можете да се повикувате на тоа. А што се однесува на средбата пред 2 дена меѓу вашиот и мојот лидер и ветувањата, ние имаме многу лоши искуства со вашиот лидер, со средби и со дадени ветувања, па потоа истите нереализирани. И токму затоа велиме, се што ќе се случува, ние мораме да реагираме во чекор, затоа што не знаеме дали ќе се случува, дај Боже да не се случува, не само заради тоа што СДСМ е на власт или слично, него затоа што и ВМРО ДПМН сака Македонија да добие датум за преговори за влез во Европската унија. ВМРО ДПМН не е против ЕУ и против НАТО. ВМРО ДПМН е против вакво владење. Ако не се лажам, Александар Николовски од ВМРО ДПМН, од кај вас, поправете ме ако грешам, во ова студио кажа дека не очекува Македонија да добие датум за преговори. Според неговите анализи, според ова тема што имавме претходно за економија, многу тешко, времето ги гази. Тоа е тоа. Јас очекувам дека поголемиот дел од пречките кои што ни беа на патот на интеграција или до додавањето на датум за отпочнување на преговори со Европската унија се надминати. Во фаза на реализација, во фаза на имплементација се реформските закони кои што се еден од предусловите за добивањето на датумот. Планот 18 е всушност и тоа. Сметам дека Жан Моне процесот за жал кај што можеби и можевме да дебатираме на оние проблеми кои што ги имавме во собрание, еве опозицијската ВМРО ДПМН реши да ги напушти. Ама зошто реши? Дозволете ми. Зашто реши? Дозволете ми да се докажам. Не и текна туку значи, така. Жан Моне процесот е можност и за владеачката партија, и за опозицијската партија да разговараат за проблемите кои што ги имаат при нивното одлучување или пренивната комуникација. Тука е суштината, затоа и постои процесот Жан Моне. И всушност, ако еден од тие чинители не присуствува, ја губи суштината целиот процес Жан Моне. Искрено жалам, но верувам дека ќе се издигнат на ниво на задачата и на ниво на интересите на државата пред се колегите од ВМРО ДПМН и да конечно седнеме. Затоа што тврдам дека неопходно ни е и помирување помеѓу нас партиите. Не ни треба никакво закрвување. Не ни треба тоа што денес ни се гледате дека навистина се обидувам да пуштам смирувачки тонови, да размислиме како партии, затоа што народот навистина не сака да не гледа разединети. Во многу прашања, како да се обединиме и помириме кога вие вршите политички прогон? Така, политички тоа е методот прогон, ваш на не е помирување? така. Па така е, како не. Зошто Жан Моне го одложивме? Помирување не значи дека треба криминал. Тоа беше реакција на ваша Таму акција. каде што имаме сомневање за криминал од такви размери, таму каде што имаме сомневање дека одреден ваш функционер. Ама што има тоа врска со малтретирање на притворени во истражниот затвор? Чекајте малце, Како чекајте малце? Сега се имаше реакција и знаеме дека има истрага за тој случај. Не, ве молам да расчистиме. Не може така да се однесувате. Да расчистиме. Некои работи мораме да ги расчистиме. Обединување, помирување и така натаму. натаму. Едно е политички прогон, а друго е да му се одреди притвор на човек кој што е осомничен
за организација на настаните, крвавите Вие настани. помешавте, јас мислев на Миле и на Спиро. Дури ако и за тоа, мислите на Чавков, па пресудата е јасно дека е донесена стоматотворија. Тоа не се методи и за случајот демократски. со како што ги нарекува вашиот лидер Мицкоски Миле и Спире. Па така би им се имињата како да ги нарекува. Кој што не сгазиле на мравка, има истрага која што ќе утврди што се случувало, но сепак немојте од она што и го таквата штета што ја нанесувавте на државата, да наеднаш мислите и го подцените народот. Дека заборавил се што направил. Значи, ако некој направил криминал, 10 секунди само и мораме да завршиме. Доколку некој направил криминал, доколку некој се сомничи за организирање на крвавите настани од 27 април, ќе одговара Ама јас пред со тоа не законите велам дека не се согласувам. и ќе се соочи со правдата. Не велам дека не се Доколку согласувам. има Но финансиски вие криминал. селективна правда вршите, селективно судење, амнестија, гласавме во собранието. Како селективна правда? Зашто зборувате? Ајде ќе се вратиме, Значи, немаме треба време да се за тоа. сконцентрирате, наредна дебата се надам да бидете посконцентрирани. Од вас сигурно Подобро е да правиме економски дебати. И јас ви благодарам на двајцата за гостувањето во 24 анализа. Вам ви благодарам за вниманието. Останете со нашата програма.